ВМРО, ДПМНЕ и локалната власт ги детерминираа клучните проекти за Штип во наредниот период, изјави денес Христијан Мицкоски. Детерминиравме практично многу проекти од кои што би извел неколку, како што е да речеме, реконструкцијата на Исарот конечно, потоа изградбата на обиколницата, изградбата на улица Партизанска, потоа имаме тука спортската сала Джексон, потоа продолжување на водоводната линија која што има за цел да снабдува со вода неколку населени места овдека во Штип. Според Мицкоски, откако ВМРО ДПМНЕ ќе дојде на власт, планирано е Штип годишно да добива 6 милиони евра од централниот буџет за инфраструктурни и капитални објекти. Планирани се некаде до 6 милиони евра реалокација на годишно ниво на средства од централниот буџет за Штип, или вкупно околу 24 милиони евра за инфраструктурни капитални инвестиции. Во однос на со години неизградената зграда на клиничката болница Штип, Мицкоски изјави дека таа е приоритет, бидејќи обслужува помеѓу 400 и 500 илјади граѓани. Разговаравме со здравствени работници кои што се дел од установите овдека во регионот и овде во Штип. Ги детерминиравме кои се проблемите со кои што се соочуваат. Тие проблеми не може да се решат, како што и самите кажаа, преку ноќ. Потребни се 5-6 години за да се создаде тој медицински кадар кој што би имал преци искуство да обслужи толкава бројка на граѓани. Повторно ќе кажам, и 400.000 500.000 луѓе ги користат здравствените услуги овдека во Штип и ќе ги користат здравствените услуги во идната универзитетска клиничка болница.